Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Четврток, 12 март. Да живееме нов живот. Заинтересираноста на апостол Павле за мир и склад во црквата јасно се огледува во последните стихови од 3 глава на посланието до Колосјаните. И така, ако воскреснавте со Христа, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислите за она што е горе, не за она што е на земјата, зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. А кога ќе се јави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. И така, омртвете ги своите членови што се на земјата, блудството, нечистотата, страста, лошата желба и лакомството, што е идолопоклонство, заради кои доаѓа Божиот гнев на непослушните синови, меѓу кои и вие некогаш одевте кога живеевте во нив. Но сега отфрлете го и вие се ова: гневот, јароста, злобата, хулењето, срамните зборови од својата уста. Не лажете се еден друг, зашто го соблековте стариот човек со неговите дела и облековте нов, кој се обновува во полно познавање по образот на оној кој го создал, каде нема веќе грк, ни јудец, обрезание и необрезание, варварин, скит, роб, слободен, туку Христос е се и во се. И така, облечете се како Божји избраници, свети и возљубени, во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштавајте си еден на друг. Ако некој има поплака против некого, како што и Господ ви прости вам, така проштевајте и вие. А над сето тоа облечете се во љубов, која сврзува се во совршенство, и Христовиот мир да владее во вашите срца, за кого сте и повикани во едно тело, и бидете благодарни. Христовото слово да живее изобилно во вас, во секоја мудрост. Учете се и опоменувајте се еден друг со псалми, химни, духовни песни, пејќи му на Господа со благодат во вашите срца. И се што правите со збор или дело, правете се во името на Господа Исуса, благодарејќи му на Бог, Таткото, преку Него. Жени, покорувајте им се на своите мажи, како што прилега во Господа. Мажи, љубете ги своите жени и не бидете груби кон нив. Деца, слушајте ги вашите родители во се, зашто тоа му е угодно на Господа. Татковци, не ги дразнете своите деца, за да не станат малодушни. Робови, слушајте ги во се своите земни господари, не за очите како оние кои им угодуваат на луѓето, туку во простотата на срцето, боејќи се од Господа. Што и да правите, правете го од душата како за Господа, а не за луѓе, знаејќи дека од Господа ќе ја примите наградата на наследството. Служете му на Господа Христа, зашто кој прави неправда, ќе ја прими обратно неправдата и не се гледа кој е кој. Веќе го разгледувавме Божиот мир подетелно. Можете да погледнете во лекција 7. За разлика од Пакс Романа, римски мир, Пакс Кристи, Христовиот мир, не е мир наметнат однадвор, туку мир што треба да владее во нас однатре. Ова може да се случи само ако Христос ја преземе контролата. Да ги прочитаме следните текстови од Колосјаните 3 глава
16 и 17 стих. Христовото Слово да живее изобилно во вас, во секоја мудрост, учете се и опоменувајте се еден друг со псалми, химни, духовни песни, пеејќи му на Господа со благодат во вашите срца. И се што правите со збор или дело, правете се во името на Господа Исуса, благодарејќи му на Бог Таткото преку Него. Што конкретно му овозможува на Христа да ја преземе контролата и каква улога има музиката во сето ова? Јазикот што се користи овде е многу живописен. Тој прикажува како Христовата реч се вселува во нас. Ова се случува кога внимателно ја читаме Библијата, за да ја послушаме Божјата мудрост и да учиме од неа. Иако грчкиот текст овде е донекаде двосмислен, очигледно е дека музиката игра важна улога во тоа, да се учите и да се советувате еден друг. Дел од Колосјаните, 3 глава, 16 стих. Но не која било музика. Апостол Павле користи многу уникатен начин на изразување и овде и во стихот од Ефесјаните 5 глава 19 стих. Зборувајте си еден на друг со псалми и химни и со духовни песни. Пејте му на Господа и воспевајте го во вашите срца. Иако не можеме да бидеме сигурни, се чини дека овде се прави разлика меѓу постоечката старозаветна збирка псалми и се поголемите новозаветни збирки химни. Зборовите духовни песни може да биде малку поопшт израз за која било песна поврзана со духовниот или црковниот живот. Зборовите на овие песни се средство за поучување на вистината и давање упатства за живењето нов живот на еден христијанин. Многу прекрасни химни од изминатите неколку векови имаат моќни пораки на надеж и охрабрување, кои издигнуваат толку потребни во овој свет кој толку лесно не влече сите нас надолу. Влијанието на музиката е моќно. Давидовото свирење на харфа имало смирувачки ефект врз царот Саул. Читаме текст од 1 Самуилова, 16 глава, 23 стих. И кога Божиот зол дух ке го нападнеше Саула, Давид ја зимаше лирата и свиреше. Тогаш му олеснуваше на Саула и му стануваше подобро, а лошиот дух заминуваше од него. Меѓутоа, кога Давид станал негов соперник, во Саул се разбудил гнев и огорченост. Читаме во 1 Самуилова, 18 глава, 10 и 11 стих. Утре ден, зол Божи дух го нападна Саула, така што беснееше по куќата. Давид удираше со раката по лирата како во другите денови, а Саул имаше копје во раката. И Саул го фрли копјето велејќи во себе: сега ќе го заковам Давида за зидот. Но Давид му избега 2 пати. Клинички е докажано дека смирувачката класична музика ја намалува вознемиреноста, ја оптимизира работата на мозокот, ја подобрува релаксацијата, помага при болка и ја зголемува социјализацијата. Кој од нас и самиот не се уверил на моќното влијание што музиката во добра или лоша смисла може да го има врз нашите мисли и чувства? Музиката, вистинската музика, може да не издигне духовно. Што и да правите, вели апостол Павле, правете го во име на Господ Исус Христос. Дел од текстот од Колосјаните 3 глава, 17 стих. Можете ли навистина да кажете дека така постапувате? Ако не, како можете да се промените? Односно, што мора да престанете да правите ако не можете да го правите тоа во Господовото име?